традиционална великденска изложба на чието автор сум јас и веќе можеби 20 години се организира. Првично додека да заживее, јас ја организирав преку Сдруженијето Пијанечки град Делчево. Подоцна организацијата ја предадовме на општината Делчево. Горда сум што еве на овој начин живее и оваа традиционална великденска изложба хуманитарна прице се одржува секоја година веќе совет и вклученост има од повеќе институции, училиштата наши, здруженија, индивидуалци и така натаму. Ова е како живо е на ваша изјава за овој настан кој се одржува во Делчево. Па што да кажеме? Сакав да учествувам. Од каде сте? Моментално живеам во Струмица, иначе живеам во Македонска каменица до скоро, иначе од Скопје сум јас лично. Со што се представувате? Ова се лични изработки мои, од слики, од се што е рачно, се ја што работа. Во спомен на синчето Гоце. Така, супер. Тоа е логото е Коко-Локо. Ова што е Коко-Локо се е поради него. Благодарам многу. Сите ги прашуваме помалку по и вас на кој штанд се наоѓаме и што може да купат присутните за оваа изложба. Еве, да ни кажете, нормално великденски се сетува подароци, меѓутоа гледам и разни украси. За прв пат Сдруженијето Сарафина учествува на великденски базар и е карактеристично тоа што сите изработки се рачно работени. Една од целите на Сдруженијето е возобновување на стари занаети и негување на традицијата. На сите им честитам великденските празници, посакувам здравје и среќа. Супер. Сите ги прашуваме помалку да ни кажат нешто из овој штанд. Од основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево и од подрачното училиште од Разловци. Карактеристични великденски творби, сигурно средствата ќе бидат. И од учениците и част на часовите полиговно. И како оди продажбата? Па добро за сега. Да кажем и за овој штанд малку, сите ги прашуваме помалку. Продаваме вафли во форма на јајце и на зајче. Продаваме обележувачи за книги кои се рачно правени и истовремено даваме брошури и флаери за луѓето подобро да се запознаат со локалниот младински совет. Чиј штанд е овој, да кажеме само? На локалниот младински совет. За овие производи имаме кажано, но сега пак да повториме, сите помалку ги прашуваме. Како оди продажбата?
Ovo je štandот на дневниот центар, така ли? Да, на дневниот центар и групата за рехабилитација, реинтеграција и интегра. Штандот ми е лик шарен, направен од предните раце на децата. Имаме украсни свеќи, во вид на велиденско јајце, јајца велиденски фарбани, мошници и сето тоа да асоцира на пристојните празници. Нека ви е со среќа. Хвала. Сите ги прашуваме помалку и за овој штанд да ни кажете нешто. Со што се представувате, гледаме голем број на украси, во чест на Великден секако. Кратка изјава ваша, еве, дали добро оди продажбата? Dobro, тоа се изработки од учениците од Основното општинско училиште Ванче Браќа Делчево. Сето тоа е изработено пред великденските празници. Тоа е штат од нивните изработки. Продажбата е добра. Добро. Исто е и ваша оценка за самата манифестација. Кажа колешката што се имате секоја година, ова веќе 15 и повеќе традиција години. веќе неколку години од општина Делчево. Има прекрасни изработки, манифестацијата е прекрасна. Децата се не само што имаат голема креативност, значи доаѓаат и нивната креативност и дружбата посебно кај децата и мислам дека треба и понатаму да се продолжи со такви манифестации. Благодарам. Кажете ви нешто? Исто, печатите се на ово. Многу украси, многу вреди дечки, изработки ови. Сите се весели, гледаме, се радуваат. Најважно е што се тоа ќе биде во хуманитарна. Сето така. Кажете ни нешто и за вашиот штанд. Како оди продажбата? Што се имаме тука? Великденски украси, јајца. Имаме јајца, имаме цвеќиња, имаме почници, се имаме. Тука е штандот на Јело Велине, уште вас не прашавме за самите украси, да ни кажете нешто, со што се представувате. Оваа манифестација трае 15 и повеќе години, еве, сигурно е задоволство да се учествува. Јавната локална библиотека Илинден 7 години поред учествува на великденската изложба. Ќе продолжиме и понатаму да учествуваме. Најмногу имаме великденски јајца. Така и сето ова ќе оди во хуманитарни се. Така.